Здраво луѓе! Кај сте? 3 месеци ме немаше. Еве ме. Добродојдовте назад на моите видеа. Добродојдов јас на вашите мали екрани. Мале се усекам кој е водител. Здраво, нема да должам, кој и секој пат ќе бидам брз. Во видео има 3 теми. Од кој првата е закачката со Жика или муабетот за Жика или се поврзано со Жика. Прва тема Жика. Втора тема апдейт за 2023 и трета тема албум и дистрек на Жика. Усвари дистрекот беше во првата точка, албумот ќе улавме за трета тема. Океј, ќе бидам брз. Здраво, значи сите знаете, ќе бидам брз. Сите знаете дека во последно време со Жика нешто се закачаме ово оно и не е фейк, тие што не знаете што се дешава, ева, Джери полека малце, само секунда. Тие што не знаете што се дешава, ајде Джери, може да отидете на Home, на мојот канал на Home, значи буквално, и знаеш кога ќе идете на Home, имате едно видео вистинското лице на Жика, таму ќе слушнете усвари што се дешава помеѓу мене и Жика. Значи тие што не знаете можете таму да го изгледате тоа видео и да видите усвари зашо јас и Жика сме скарани. Иначе да, на 7 март на Жика ЗС ќе има дистрек, односно Бишка ЗС, се вика дистрекот, и очекувам сите да го изгледате и да го слушнете и да коментирате на истиот, пошто прејак дистрек ќе биде, еве ви мал дел од него. Жика ДС, бат. Жика дистрек. Значи не Жика ЗС, Жика ДС. Бишка ЗС, бат. Замисли него бера на трактавата, 2 пата подебела. Јака е ва. Немам ништо лошо сега, ја да ти кажам, али фактите за тебе се само саботаж. Иначе да, Жика направил видео и не очекувајте дека ќе му вратам, пошто не сум таков тип што веќе се замара со драми и глупости, не, веќе нема да се замарам кој ми направил видео, кој не ми направил и немам појма што зборело видеото, само ми пренесоа демек дека тој зборел со некои деца и као не ми го спомнувајте Лаки, ја не се дружам со него, не ми ставајте муабети во уста и така натаму и така натаму. А што беше муабетот? Муабетот беше дека Жика демек викал Лаки и Лазе, односно оној што ми е другари, идат у најслабата, најбедната теретана и така натаму и така натаму. Иначе да, тие што не знаете, почнав на теретана и ќе има видеа од теретаната, али не битно, битно е тоа што Жика као демек јадел гомна, па после као не било точно и така натаму се вртат различни муабети, али мене тоа не ме засега. Као дистрек секако ќе се излезе, видео нема што да правам, нема што да се вадам, не сум ни крив и да ми јаат гомна, нема што да се вадам на тие гомна, може да се вистина, може да не се, останува на вас да видите, мене тоа не ме копка сигурно дали сум крив или не и нема да се вадам као не е така е, не е вака, така е. Небитно. Втора точка. Што ќе се дешава во 2023 година? Као што гледате, блиску сме до 10.000 субскрајбери. Веќе имаме 9.800. Тоа се 200 субскрајбери, да се каже, до 10.000. Што значи очекувам месец март да кренам 10.000 субскрајбери. Тие 200 субскрајбери очекувам за еден месец да ги кренам. Сега, дистрек на Жика имам на 7 март. Кој што треба да излезе со спот со се, значи прејак дистрек. Имам спремено гевгелијски селаци, конечно, пошто многу време ги баравте и конечно ќе ги вратам на мојот канал. Исто така имам спремено една копа нов контент. Треба филм да вадам, значи треба филм да вадам. Не сте свесни како филм ќе направам. Краток филм од 10 минути валјда, али ќе биде прејак филмот. Исто така на 1 април треба да извадам албум од 13 песни, од кои 2 од нив валјда ќе имаат спот. Што значи оваа година ми е фул со проекти. Не сте свесни колку, не знам, колку возбудлива година ми е оваа и колку едвај чекам да ми излезат проектите кои што едвај чекам да ги реализирам. 24 часа видеа, обавезно. Може ќе снимам видеа како идам на штоп во други градови низ Македонија, можда и во други држави, не знам. Нели на штоп е оно, знаеш, кога пушташ рака на автопати, како кој те кача, тоа е идеме кај идеш, вози кај сакаш, така и као идеме кај сакаш. Исто така имам во план стримови да почнам да стримам на YouTube. Синоќ ја стримав, имав 10 watching и не сум незадоволен заради тоа што само што се вратив од YouTube, а и плюс стримот беше пуштен во 2 часа од вечерта, што значи не очекував да влезат повеќе од 10 души, пошто децата се на училиште, сваќаш. Така да ако има стрим ќе има некај 2 часот или 3 поручек, значи не вечерта, него поручокта, некај 14-15 часот, што значи можете да дојдете во слободно време. Исто така сакам да кажам дека можда ќе воведам геймплей, реакции и омегле дружење. Ајде напред. Колку пари се сиели? 50 денар. Од прилика тоа е тоа што ќе се случува во 2023 година и да бидам брз за новиот албум да преминам, пошто нели реков третата точка нов албум. Да, конечно нов, воедно и прв албум, пошто имам извадено EP, значи имам извадено EP од 4 песни кои што се викаше ДБП,
не, ДПР, моја грешка, Depression, и таму си објаснив нешто во тие 4 песни, додека во меѓувреме не најдов решение во тие 4 песни и не можев доволно да се искажам, си реков као, окей, редно е да направам албум во кој ќе искажам се што ми лежи. Иначе фала ви за честитките за роден ден. Заборев да ви се заблагодарам. Фала ви многу, наполнив 21 година. И небитно, на 1 април ќе извадам нов албум, секој ден ќе има по една песна, значи 1 април една песна, 2 април втора песна, 3 април трета песна и така 13 дена ќе има по една песна и да, додека излегуваат песните ќе нема видеа. Што значи нема да ви откриам за што се збори во албумот, нема да ви откриам какви битови, какви инструментали имаат песните, нема да ви дадам дел од песните да слушнете, се што оставам на вас е само да чекате да излезат песните. Така да тоа е тоа во главност, во целост. Се надам дека ви се разјаснаа некои работи што не ви беа јасни за мене поради тоа што ме немаше претходните 3 месеци. Ако се уште не ви е јасно зашто ме немаше последните 3 месеци, имате видео од вчера што излезе премиера. Така да ако сакате можете тоа да го гледате. Стримови како што реков ќе има, ако не секој ден, преку ден во 3 часот попладне или во 2, зависи, ќе видиме кога како сме слободни. Така да немам што повеќе да ви кажам, многу ми е мило и многу сум среќен што се вратив на YouTube. Од сега па натаму ќе има многу повеќе видеа. Пишете ми дали сакате само да правиме вакви комуникативни видеа, пример да си седнам онака на камера и да сум као монолог со вас, усвари да правам монолог и да разговараме на некоја тема. Пример како да почнете со дропшипинг, пример, или како да почнете со фотографирање, како да се снајдете на таа и таа тема на есеј, пример, како да направите ова, како да направите тоа. И така натаму и така натаму. Значи има теми за разговарање колку сакате, се што треба само да пишете дали сте заинтересирани за таков тип на видеа. Тоа е тоа од мене, немам што повеќе да ви кажам, се гледаме во наредното видео утре, така да бидете поздравени и имајте убав ден. Чао!